Анализите кои се во тек од страна на релевантните институции ќе покажат дали мерката за забрана на мобилни во училиштата е ефективна во превенирање на врсничкото насилство, изјави денеска од Штип премиерот Димитар Ковачевски. Престои период на анализи, престои период на подготовка на регулативи и регулација на користењето на социјалните мрежи, меѓутоа и на содржини кои што се споделуваат на социјалните мрежи. Престои навистина сериозен период, не само пред нас, туку и пред голем број на други институции во сите држави за тоа на кој начин ќе биде регулирано користењето и секако содржините кои што се споделуваат на социјалните мрежи. Ковачевски уште еднаш го изрази својот личен оптимизам дека ќе обезбеди двотретинско мнозинство во македонскиот парламент, а во врска со уставните измени. Јас сум рационален оптимист, а тоа е значи дека верувам во остварување на целта и работам во остварување на таа цел. Сметам дека сите политички партии имаат и одговорност и обврска кон граѓаните. Ова прашање да го имаат како првен приоритет на својата политичка агенда, бидејќи европското пристапување на државата не може да биде заложник на кариерата на еден човек или на една политичка партија. Се работи за стратешко прашање, кое што не е прашање ниту на еден човек, ниту на една политичка партија, ниту на една влада, туку тоа е процес кој што ќе трае и после ова двотретинско гласање ќе имаме уште двотретински гласања. Позитивна и потикнувачки е реакцијата на САД во борбата против организираниот криминал и корупција од страна не само на владата, но и надлежните институции, потенцира Ковачевски. Беше изразена силна и недвосмислена поддршка на Северна Македонија во пристапувањето во Европската унија. Тоа ние од Соединетите американски држави го сметаме за исклучително важно, бидејќи Соединетите американски држави се најважниот и најголемиот стратешки партнер на државата. Исто така стана збор и моделот на унапредувањето на владењето на правото и борбата против корупцијата, големувањето на транспарентноста, објавувањето на сите одлуки, како што е тоа примерот, например, во Соединетите американски држави, точно ќе покаже кој поединец какви одлуки носи, дали се носат за одредени личности во државата, постојано од исти поединци во правосудството одредени одлуки, и врз основа на тоа ќе можат и другите актери во општеството да имаат поактивна улога.